Во чест на Илинден 2 август веќе традиционално е одењето со коњаница до Мечкинкамен во Крушево. Но минатата година за прв пат председателот на Сдруженијето за зачувување и негување на македонската традиција, Аманет, Македонец за македонец, Дејан Гавровски, за прв пат пројави иницијатива пеш да го изоди патот до Мечкинкамен во чест на славното илинденско минато и на хероите кои што го дадоа својот живот за нашата татковина. Еве оваа година повтор пат таа иницијатива продолжува, а јас сум заедно со луѓето што ова лето господово 2025 ќе чекорат по патот од Скопје до Мечкинкамен на Илинденскиот пешадиски марш. Едно големо здраво и едно големо браво за вашата иницијатива. Дејан, вие сте тие што го поттикна ова минатата година, а еве денеска заминувате повтор пат на патот до Мечкинкамен. Да, втора година поред. Голема чест ми е што оваа година сме поброени, поорганизирани, што идејата да не се заборави крвта пролијана за Македонија се развива. Оваа година имаме поддршката и од општина Газибаба, градоначалникот Бован Стевковски, сам делумно како здружение име, само иницијативно и ние имаме вклучено и финансиски, организацијски целосно во овој марш. Оваа година уште еден ке пешачи со мене. Сепак ние сакаме тоа да се развива постепено од година во година, да се создава традиција која ќе трае. Напорен е маршот. Оваа година заедно со мене ќе биде Стефан Петровски од Куманово, кој, гледајќи мене минатата година, неговата желба која тлеела од 2015 година веќе созрела и во иницијатива. Ни се јави уште во јануар, февруар, ма реков рано е да почекаме уште малку, па пак ми се јави, па се видовме, се пронајдовме со енергија, со цел, со идеја да го вратиме тоа што нашите предци го правеле. Знаеме дека многу информации во тоа време биле носени пешки од село во село. Знаеме дека и нашиот прв председател Методи Андонов Ченто не сакал автомобили за да не се двои од својот народ, службени возила, сакал да биде меѓу својот народ, и ние сакаме сето тоа да не се заборави и да се создаде традиција и сме на тој пат. Минатата година, за жал, поради повреда, бевте спречен да стасате до самиот крај, но сепак изодевте преку 120 километри. До село Ропотово, тоа е 4-та точка, од таму се оди до Крушево. Значи, тој последен ден од Ропотово до Крушево, што до ден денешен го живеам како болка, пошто поради тоа се извинувам, поради тоа што стварно е напорно. Минатата година сам пешачев, немав ни возило за пратење константно, него пријатели ме пратеа. Оваа година Александар ќе не прати сите 6 дена од првиот до последниот ден, што е многу значајно. Он исто го чувствувам јас како дел од тимот, од екипата. Така да направи се што можам, и додека докторките во Ропотово, една приватна куќа каде што ме пречекаа, не ми рекоа дека веќе ќе направам нешто што не е подвиг, него лудост, да речам, или можам и без нога да останам. Јас тогаш престанав. Меѓутоа, морам само една минута да кажам. Јас во Богомила, тоа е третиот ден на маршот, во планинарскиот дом. Јас не можев да се симнам по скалите за да искочам од домот. А од таму, преку планина, кој бил го знае тој реон каков е, преку планина изодев 32 километра и останав здрав, жив, читав еве до ден денешен, што мислам дека е Господова волја и помош. Токму тоа ќе додадав, Господ дава сила на храбрите луѓе и на ваквите подвизи кои што заслужуваат почит. Оваа година, Дејан, имате поддршка, нема сам, туку ќе чекорите двајца и секако тука е придружбата која што ќе ве следи со автомобил. Ајде да слушнеме малку за таа желба дамнешна. Дејан кажа дека од 2015-та постоело и еве сега конечно дојде денот и моментот кога таа желба ќе стане реалност и ќе бидете дел од овој Илинденски пешадиски марш. Така е, добро утро од мене, како што кажа Дејан, желбата датира уште од 2015 година. Желбата ја добил од коњаницата, пресудно беше неговиот пат кој лани го тргна, за жал не успеа поради повреда, како што кажа.
пресудно беше средбата со него, неговите искуства, совети, се така одлучивме да тргнеме. Како што кажав сега, минути ме делото за остварување на сонот кој го сонувам повеќе од 10 години, со нетрпение очекувам да тргнеме со Господ напред, Господ пред нас, ние по него. Очекуваме на 1 август да пристигнеме во Крушево. Сите, еден за сите, македонец за македонец, да успееме да го ствариме нашиот сон, да дадеме потик на помладите, на наредната година ова манифестација да се масовно да биде од сите краеви на Македонија, да бидеме потик на помладите, да го зачуваме македонскиот аманет да остане на идните генерации. Ние ќе бидеме први што тоа ќе го почнеме и да продолжи во следните години. Ќе продолжиме наша поддршка да имаат помладите. Еве наредната година ветувам, ако има повеќе кандидати, јас да бидам лидер на маршот, Дејан да преземе главната организација. На 1 август да пристигнеме во Крушево, на 2 август ќе положиме цвеќе на споменикот Мечкин камен, ќе дадеме почит на сите што го дадоа својот живот за Македонија. Да живее Република Македонија. Благодарам за изјавата и за убавата порака и нормално овој пат поддршка логистичка, автомобил со потребни освежувања, храна, сето тоа што е неопходно за да се изоди патот на овие високи температури и на тоа жешко јулско и августовско сонце. Подготвени ли сте за подвигот? Да, подготвен сум. Добро утро и од мене. Овакво мило ми е што можам да видам поддршка и како што кажа Стефан, да ги инспирираме младите. Здравие до година да биде уште поголемо, помасивно, да прерасне во еден вид традиција и се надевам дека се ќе помине во ред оваа година. Сме поспремни, поорганизирани и со Господ напред ќе биде како што треба. Ќе дадеме почит на нашите великани. Да, навистина ова е едно посебно одавање почит на посебен начин за кој што треба многу и искрена желба, волја, љубов, истрајност, издржливост да се изодат сите тие километри, километар по километар, од утро до мрак да се пешачи. Дејан, искуството од минатата година, сите впечатоци, сето она што се случувало и добро и лошо, сега ќе бидат всушност многу значајна подкрепа на овој втори линденски пешадиски марш. Да, тоа сакав и да го кажам, многу потенцираат физичка кондиција. Да, меѓутоа физичката кондиција завршува некаде вториот ден, еве да речеме третиот ден после 95 км. До 160 нешто километра е глава, е срце, е мотив, е желба да се остави нешто позади себе, да се направи. Тука веќе мислам дека тие работи играат многу поголема улога. Нормално дека е потребна физичка кондиција, тоа не е спорно. Меѓутоа, ако на мала повреда или на мал замор лесно се откажуваш, немате трпение, немате енергија да продолжите, не ве води мислата зошто го правите тоа и дека не може така лесно да се откажете, тогаш јас мислам дека токму и поради тоа причина долги години нема ништо вакво. Не знам некогаш дали некој порано, ама на вакво ниво не е организирано како пешадиски марш, како посета на повеќе места. И се надеваме дека, ја не се надевам, тоа ми беше и мотивот зошто го издржав тоа со таква нога. Знаат многу луѓе мене каква ми беше докторката кога ме виде во работа, тоа нема да го заборавам, и кажа, ваков човек у живот немам видено. Ти колку треба да имаш внатрешна сила за да можеш со ваква нога да изодиш толку многу километри. И затоа сум убеден дека ова ќе прерасне во многу поголемо. Меѓутоа пак ќе речам, постепено, ова не е, како да речам, како нешто, како фолклор да се прави, него ова е спортска манифестација која што бара организација и бара и внимание на тие температури, да издржливост, така да одиме полека. Јас сакам да се заблагодарам на сите кои што
помогна. Еве ние тргаме сега на маршот со Господ напред. Кој ве поддржа конкретно за маршот? Значи, препознали членовите на Сдруженијето АМНЦ како, но и останати поединци, институции? Подршките реално уште не се толку големи, да речам како некои други манифестации што траат 30-40 години, што е нормално. Така, печатевте, знам, маички кои што има можност граѓаните да ги купат за да ве... Некако преку пријателства, преку самофинансирање со маички, некои помали донации од наши поддржувачи, па ќе кажам и општина Газибаба, во буџетот што го има за невладини организации и здруженија го isfinansira, даде средства за овој марш, меѓутоа пак ќе повторам, не е тоа на ниво, ние не можеме така да го правиме со камери да не следат, па да правиме видеа, па уште повеќе да мотивираме, немаме толку средства за такво нешто. Ова се скромни почетоци, но со потенцијал на вистина да прирасне маршот во еден голем настан масовен. Дека јас имав повеќе кандидати што ми се пријавија оваа година, не е само Стефан, меѓутоа мојата одлука беше да биде Стефан, да биде уште еден, да се зголеми цело ниво и Александар како техничка поддршка. Имав уште тројца, четворица сериозни кандидати. Веќе во следната година, како што каже и Стевче, сето тоа ќе добија некој друг облик. Јас имам желба еднаш да го изводам, искрено немам, што јас не сум ни толку баш млад. Да се отвори патот, па помладите да го продолжат последни. Тоа е и целта, Ние пак, јас имам 44, Стевче 32-3. Има на пола луѓе, што се вика во години, што може тоа да го прават помлади. Сакам да се заблагодарам на сите кои што помогнаа. Еве, сакам на Бродот Панини, на Симит Петрол бензинската, сакам да се заблагодарам на Вила Тино за сместувањето. Сакам да се заблагодарам на нашите поддржувачи Светлана, Алберто во Австралија. Меѓутоа и сакам да порачам. Тоа сакав и пред малку. На сите, ние тргаме со Господ напред, веќе сме на пат. Секој што не познава, секој што е наш член од Сдруженијето, го знаете, ја знаете релацијата на маршот, еве можам во кратки црти да ја кажам. Значи, првиот ден е црква Свети Спас во Маџари, брод Младост во Велес, пред Велес. Вториот ден е брод Младост Оморани, третиот ден е Оморани Богомила, четвртиот ден е Богомила Ропотово, петиот ден е Ропотово Крушево и шестиот ден е Крушево Мечкин камен, каде што сме пријавени како официјална делегација. Таму испративме мейл и ни рекоа дека ќе бидеме вметнати како официјална делегација. Ќе положиме цвеќе во името на македонски аманет македонец за македонец, меѓутоа и на сите македонци како представници на овој марш. И затоа ќе ве замолам, доколку можете, го знаете, барем да искочите да не поздравите. Еве, јас сум малце емотивен, нас ке ни значи тоа многу. Не мора ништо да ни помогнете, не бараме, ако не можете, ако сакате, ако е ваша волја, нормално дека ќе ја прифатиме помошта, меѓутоа само да не поздравите ке ни значи многу. Едно бодрење и поддршка на екипата, секако добре дојдена и чашка вода и некое сиренце за закрепнување, лажиче, мед се тоа што домакински нашиот народ го има. Можно, сигурно не давам обврска на никој да не ме разберат, па да ми се извинуваат или нешто, нема потреба. Кој може, нас ке ни значи тие 5 дена, сепак сме 10-11 часа на улица, како што рековте во вие пеколни температури. Даваме се што можеме, целта е голема и го препознаваат тоа луѓето. Пак ја кажам, фалат некои поголеми компании, можеби и јас не сум се обратил, еве, оставам да стигнеме, па да оставиме како еден белег дека сме го направиле веќе еднаш тоа. Ја сепак лани не успеав, тоа си останува дека не успеав. И тоа е тоа. Годинава со Господ напред. Во други насоки тоа успеа лани што го правев и се гледа година. Јас ви посакувам многу среќа на вашето патешествие до славното Крушево и Мечкин камен. Господ да ве чува на секој чекор од овој пат, кога ќе ви биде најтешко, да се подсетите на мотото, на идејата зошто тргнавте на овој пат и да одбележиме еден успешен илинденски пешадиски марш. Навистина, секоја чест, гордост сте за нашава земја и за нашиот народ. Нека ви е со среќа. Благодариме многу, Ирена, ви благодариме и на вас што ни дадовте можност, што одвоивте време, да живее Република Македонија, да не се заборави крвта пролеана за Македонија. Со среќа на првото патешествие, нека е за многу години.
Благодариме. Среќен празник на сите македонци, се гледаме во Крушево на 2 август. Да не се заборави крвта пролеана за Македонија. Да ни ги чувате овие храбри македонски. Користам прилика среќен празник на сите македонци и да живее Република Македонија.